Денеска зборуваме за тема која што сите ја гледаме, но многу ретко ја разбираме. Тоа се филери, ботокси и естетска медицина. Денеска со нас е Наташа Сековска, која што е специјалист по естетска медицина и има 11 години искуство. Наташа, најпрво да те посакам добре дојде, многу ни е мило што не угости тука токму кај вас. И да те прашам најпрво како се чувствуваш? Одлично се чувствам. Ви благодарам на тоа што сте денес тука и што одлучивте да гостувате кај мене и да ги разбиеме сите теми во врска со естетската медицина. Морам да те пофалам, преубаво имаш наместено тука кај тебе. Можам да забележам кафени бои, зелени бои, зашто токму тие бои се тука доминираат кај тебе? Па некако, не знам, луѓето што ме знаат и што ме познаваат знаат дека јас сум тип што ја сака природата едноставно, што сака природни тонови и тонови кои едноставно се тука околу нас константно цело време, така да тоа е една и од причините за тоа што се одлучив за овие бои кои веќе ги гледате тука. Кажи ми, кој е најдобриот комплимент кој што ги имаш добиено за твојата работа? Има неколку, мислам, вака во глобала луѓето често ни даваат комплименти кога се задоволни од процедурите кои ќе ги направиме, но во глобала дека работам на природен начин, дека имам лесна рака, што би кажале клиентите, и што го сакам природниот изглед. Значи тоа е една од, да го наведам, една од причините што Морам да кажам дека многу јавни личности од нашата естрада доаѓаат токму кај тебе. Еве, например, да ја споменам Елена Спенчарска, исто така Октај седи, кој друг не споменав, Андријана Петрушевска. Зошто токму баш тебе те бираат? Може би треба да ги прашате нив, но еве вака, бидејќи се знаеме доста долго време и мислам дека начинот на однесување, пријателскиот однос, јас сум таков човек, секогаш гледам прво да се добро прилагодиме како луѓе едни со други, да ни оди муабетот што би рекла, а потоа да се разбираме што всушност сакаат едни со други. Кој сака природен изглед, а во глобала, баш буквално сите што ги наведе го сакаат тој природен изглед и да изгледаат суптилно убаво, но сепак одржано, како што се и тие. Да, веќе кога сме кај природниот изглед, доколку го спомнавме сега, кажи ми, дали е подобро некој да го задржи сепак тој природен изглед или пак да користи премногу на себе? Мислам дека природниот изглед е сепак она што треба секој човек да си го задржи како опција на себе. Сепак изборот на тоа е кај самиот клиент, но преферирам во секој случај тоа да биде природниот изглед, бидејќи тренд е тренд, а изгледот на секој човек е изглед, така да, треба да се пратат трендовите, но во секој случај да се внимава и на тоа, сето тоа да биде нормално, правилно и да не е пренагласено на некој начин. Дали до сега може би имаш одбиено некој кој што сакал премногу на себе да работи? Да, многу често. Многу често, бидејќи може би пред неколку години тоа веќе беше баш онака драстично побарување да изгледаме понаполнето, визуелно поистакнати да бидат линиите на лицето, но баш сум и среќна што извесен временски период тоа и веќе се сваќа како пренагласеноста како проблем, да кажам, дека не треба толку многу, зашто некогаш повеќето не значи подобро, туку значи проблем. Наташа, дали може да разграничиме што е тоа филер, а што е тоа ботокс и на колку години е најдобро да се почне да се користи филер и ботокс? Бидејќи можам да кажам дека голем дел од нашата публика не знаат која е границата помеѓу филер и ботокс и што е разликата помеѓу нив. Вака, станува збор за два различни материјали. Филерот е пополнувач, кратко кажано пополнувач, а додека ботоксот на некој начин измазнувач. Така би ги попросто и едноставно би ги кажала овие две работи. Што прави филерот? Филерот пополнува
односно го назначува местото каде што сме изгубиле некое масно ткиво. А додека ботоксот ги израмнува, односно ги пегла на некој начин брчките кои се појавуваат. Така да, многу е битно, бидејќи ми поставивте прашање на колку години, над 18 години имаат право да аплицираат ботокс, но сепак во одредени случаеви, јас лично барам ми дозвола од самиот родител да, доколку се одлучи самиот и мислам дека има потреба да дојде со родителот и да го назначиме тоа дека е одобрено и од родителите. Дали мислиш дека можеби некогаш социјалните мрежи го имаат уништено тој природен изглед? Се повеќе деца разгледуваат низ, да кажем, Инстаграм, Фејсбук, гледаат повеќе слики и на еден начин си мислат сакам да изгледам вака. Да. Дали ти има дојдено некои деца што се, да кажеме, помали од 18 години и каков совет си им дала на тие деца? Да, многу често се случува тоа. Мислам дека интернетот е главната причина за појавата на тој, да кажем, пренагласен изглед, кој пред извесен временски период беше па уште повеќе назначен. И трендовите мислам дека ни доаѓаат од странските звезди, да не нагласуваме точно кои. Така да мислам дека со тек на време, ако тие звезди имаат поприроден изглед, тогаш и нашите девојчиња, машки без разлика тука се согласуваат со нивниот изглед. Така да тоа е тоа. Да, а која е најчудната желба што вака имаш добиено до сега? Имало повеќе желби. Често кога доаѓаат помлади лица, доаѓа со желби. Една од, можам да кажам, од тие желби е да изгледа исто како Ким Кардашиан. Да. Што, тоа е невозможно, бидејќи секој човек, посебно мојата работа го преферира тој природен изглед и не би можело тоа да се случи. Така да тоа е една од желбите. Друга има повеќе, пример, со ботокс да добиеме некој fox size или неправилен изглед на вегите, што тоа не може да се случи освен на пластика, доколку се работи на пластика, така да има. Додека сме кај ботоксот, можеш ли да ни кажеш, например, како тој делува? Ботоксот всушност представува инерватор на мускулот, односно служи за да го инервира мускулот и да брчка онака како што нормално е самата процедура на брчкање. Што се случува? Кога аплицираме ботокс, доаѓа до инервирање на мускулите, односно кратење на пипците кои се нервите, да кажам, закачени за самиот мускул. На тој начин, кога се аплицира ботоксот, доаѓа до кратење на тие пипци, кои се на дел од нервите, на одреден временски период. И што се случува? Со растењето, односно со поминувањето на времето, нервите се обновуваат и тие повторно доаѓаат до самиот мускул и повторно мускулот си добива активност. Така да се враќа во првобитната положба. Накратко, ова малку сликовито. На колку време е најдобро да се прави пауза додека се става ботокс и дали може да се случат некои компликации доколку не се прави таа кратка пауза при ставање на самиот ботокс? Препорачливо, зависно од кој материјал, бидејќи имаме неколку регистрирани материјали, односно во Македонија во моментов ни е само Диспорт регистриран ботокс. Доколку го работиме правилно и на начин на кој има потреба, 2 пати годишно е сосема доволно и правилно. На тој начин доаѓа до регенерирање на нервите, до повторно обновување на мускулот, така да 2 пати годишно би кажала дека е сосема доволно да се аплицира. И несакани последици, нормално, доколку се аплицира сето тоа во пократок временски период, не би рекла дека се уништуваат нервите, туку на некој начин не дозволуваме да тие пораснат повторно, се регенерираат и може да направат таква проблематика, покасно да не делува самиот ботокс. Да, а што е тоа, например, имам слушнато, доколку ставиш ботокс,
Не треба 24 часа да ја спушташ главата надолу, не треба да внесуваш алкохол. Да, тоа се препораки кои треба да се запазат нормално при апликација на и ботокс и филер, но не 24 часа, значи многу е битно да 4 часа после апликација веднаш на ботоксот да имаме исправена глава, потоа да не се тушираме со топла вода, потоа да не пиеме алкохол, да не пиеме повторно антибиотик, бидејќи самиот антибиотик е оној кој може да го намали самото дејство на ботоксот. А ќе се надоврзам во тоа и за филерите. Филерите па не треба исто да се оди во теретана, базен, солариум, сауна, бидејќи сето тоа може да предизвика поголем оток. А зашто токму алкохолот? Еви, например, има некои што се љубители на алкохол. Па алкохолот задржува течности. Значи, препорака е во наредните 24 часа за самиот оток може да настане веднаш после процедурата, да не биде поголем. Ние препорачуваме често да се пијат некои диуретици, како што е пример чајот, Магдонос, можем да кажем, или веднаш после самата апликација да се испие серапептаза, ензим за намалување на течностите, така да тоа се тие препораки. Додека сме веќе кај филерите, бидејќи не ги спомнавме филерите, што мислиш, кој е виновен за процедура која што има излезано баш на социјалниве мрежи, duck lips? Дали се виновни пациентите или пак самите тие кои што дошле до таква идеја да направат поголеми устни и дошло до duck lips? Па, мислам, взаемно е сето тоа. Треба едноставно да се внимава од сите страни. Тука би ги наводела и квалитетот на материјалот. Значи, многу е битно 3 клучни точки кои би ги навела. Начинот, односно кој аплицира, материјалот како се аплицира и нормално желбата на самиот пациент. Така да кој го аплицира е многу битно, техниката која се аплицира и пак ќе кажам начинот, односно квалитетот на материјалот. Го спомнавме материјалот дека мора да биде квалитетен. Дали постои, например, да спомнеме во Македонија, например, материјал кој што може да се најде, а да не е квалитетен и да го користат тука кај нас? Некој. Да не е квалитетен? Да. Па, мислам дека да. Не сум сигурна, но мислам дека има. Сепак треба да се работи со квалитетни проверени материјали кои се одобрени од Министерството за здравство на Македонија, кои ги имаат подполните сертификати, односно СИ сертификатот кој е главен за увоз во Европа. Ние многу често го проверуваме сето тоа, бидејќи сакаме пред се да се квалитетни и задоволни самите клиенти, безбедни при начинот на апликација, бидејќи тоа е една од клучните работи кои го даваат финалниот изглед на третманот. Наташа, би сакала да прашам вас, бидејќи знам дека имате отидено на повеќе конгреси кои што се надвор од Македонија, како во Дубај, Србија. Колку се битни тие конгреси, например, што се надвор во странство, не во Македонија? Колку може повеќе луѓето да научат од тие конгреси? Доста многу се учи, бидејќи самиот начин на однесување, односно да кажам комуникацијата со колегите кои се во тие бранши е сосема различен. Различни култури пред се, различни побарувања на самите клиенти и можам да кажам дека многу ми се допаѓа пример конгресите кои се случуваат во Дубај, бидејќи таму доаѓа доста да кажам на некој начин поприродни методи на апликација на материјалите и се учат по природни методи и секако се презентираат доста нови производи кои не се конкретно само на база на филер и ботокс, туку станува збор за одржување на пример ПДР на тоа се ДНК од лосос, пептиди, нови структури, екзозомите се доста голем хит кои овозможуваат регенерација на кожата, така да мислам дека естетската медицина оди во сосема друг правец и сето тоа во подобар правец. Да. Имам истражено кај тебе на твоите социјални мрежи, знам дека исто така правиш и ти
не можам да го кажам тоа е надоградба на коса, бидејќи не е надоградба на коса, туку правиш некој третман за растење на коса. Дали можеш да ми објасниш нешто подетално во врска со тоа? Да, бидејќи претходно пред малку ги спомнам на екзозомите, станува збор за третман кој се прави со екзозоми. Тоа се нов тип на екзозоми кои потекнуваат од лактобацилуси, односно од пробиотици, сосема безбедни и доста, можам да кажам, ефикасни не само во растење на коса, туку во регенерација на подполниот проблем, кај дали станува збор за коса, скалп, односно дали станува збор за кожа и така натака, така да изгореници. Сакам да кажам дека доста моќен третман, бидејќи станува збор за пробиотик, како што кажав, и тој пробиотик длабински навлегува и го регенерира самото проблематично место. Наташа, приметив дека пред краток временски период имавте конгрес тука во Македонија и ви бевте предавач на тој конгрес. Дали може да ми кажете за што станува збор и што се одвиваше на тој конгрес? Да, баш минатиот месец, околу 28 февруари беше тој конгрес. Многу битен настан, бидејќи стануваше збор за третмани, односно прикажување на третмани кои ги третиравме на некој начин изгорениците. Имаше доста познати доктори од Србија, Бугарија, кои помогнаа во таа немил настан кој се случи во Кочани, да нашите деца кои беа во тој настан колку е можно најдобро да се регенерираат. Да, јас предавав конкретно за екзозомите и начинот како тие реагираат при такви проблематики и како со самите екзозоми може да се справиме во таа проблематика. Конгресот помина одлично, колегите беа стварно задоволни од сите предавања и добивме доста нови искуства и начин на како тоа да го третираме и правиме. Сега би сакала да зборам на една тема поврзана со машката естетика. Кажи ми, дали мажи доаѓаат токму кај тебе за да ти да им изработуваш, например, ботокс, филери, колку мажите ги користат тие процедури на нив? Веќе многу често. Можам да кажам, ако еве процентуално кажеме, тоа би било 60-40. Да, бидејќи веќе сега не е табу тема како што беше претходно. Ботоксот, филерите веќе се, да кажам, ботоксот веќе е еден од водечките третмани кои го прават мажите. Исто екзозомите многу често, бидејќи станува збор за природен третман кој ја регенерира кожата и кој може да регенерира проблеми со лузни, акни, себореичен дерматит исто е една од проблематиките кои може да се решаваат со екзозомите, така да веќе и мажите ја сватија таа поента како треба да се негуваат на некој природен начин. А кажи ме, кои се најчести барања кај еден маж? Па би го наведела ботоксот. Да, ботоксот се најчесто побарувано од страна на машката популација, потоа за растење на коса. Имаме исто доста повеќе третмани, комбинација на третмани, ќе го спомнам и PRP, тој е еден од тие третмани. Така да, тие се два водечки, да кажам, односно 3. PRP, екзозоми и ботокс. Додека сме веќе кај машката естетика, сега во продолжение следи еден прилог да видиме токму како Наташа Сековска ќе изведува еден од незините третмани за лица на нашиот колега Стефан Крстовски. И моментално се наоѓаме пред ординацијата на Наташа Сековска, тука се наоѓа мојот драг колега Стефан Крстовски, па ајде со нас да видиме токму каков третман ќе се извршува на ова место. Добро вечер, како сте? Дали сте добри? Да, ние тука си разговараме минимално, разговараме што всушност ќе направиме како третман. Еве од тука начин. Може да бидете да видите што токму ќе се извршува денеска? Да, од тука ќе работиме во делот на подочниците, ќе имаме благо освежување на тој дел, со што ќе
ја подобриме структурата и нема да имаме веќе уморен изглед. Дали може сега да ни објасниш како изгледа таа процедура, вака да ја снимаме заедно со вас? Повели Стефан. Начинот, односно протоколот за сама работа е најпрво да си опуштен, да ми веруваш мене и дека сето тоа ќе биде безпрекорно направено и дека ќе имаш изглед онака како што сакуваш. Стефан, дали си спремен и дали чувствуваш малку страв? Чувствувам возбуда и спремен сум, да. Дали веруваш на Наташа? Нормално на специјалисти секогаш треба се верува. Благодарам многу. Третманот кој ќе го направиме е баш комбинација на хиалуронска киселина, сврзана хиалуронска киселина, но суптилна, да кажам од страна на не некој тврд материјал, баш бидејќи станува збор за млад клиент, тоа да биде све убаво распоредено и разложено во тој дел. Ќе го чистиме делот што ќе го работиме. Многу е битно да биде дезинфициран, бидејќи дезинфекцијата е една од најбитните моменти во апликација на било кој материјал. Еве исто на крај дезинфицираме со материјали кои овозможуваат антисептично дејство, односно да не дојде до некоја инфекција. Стефан, добар си? Да, Не, имаме уште малку време. Сега сме на безбедно, на сигурно, бидејќи тука е зоната исчистена како што треба. Ова е материјалот. Значи станува збор за чиста сврзана хиалуронска киселина, 3 мл и во нејзин состав имаме 60 мг хиалуронска киселина. Како што гледате, мојот драг колега Стефан, веќе едната страна од лицето Е готова? направена. Да, одлично, супер завршиме со еден убод. Ја завршиме цела страна, добивме баш буквално внимателно подигнување на назолабијалниот дел и на делот подочњакот, со што добивме посвеж и одморен изглед. Да, морам да кажам дека навистина изгледа посвежо и некако многу по-природно. Стефан, како се чувствуваш ти? Да, јас се чувствувам одлично, искрено нема болки, процесот е многу лесен и брз и можам одма да приметам разликата во огледало, се осеќа како лицето ви е посвежо, поприродно и не знам, инстантно поубаво. Супер, многу ми е мило и се надевам дека ќе за извесен временски период ќе се заклучи во овој третман. Да, ние се видиме повторно. Ние ќе продолжиме на другата страна и се надевам дека супер си поминавте денес во мојата ординација и дека убаво Атмосферата тука е преубава за сите што сака да дојдат. Себе сакава да те прашам едно кликбейт прашање, а тоа е дали е вистина дека ботоксот е отров? Не. Не, дефинитивно не. Станува збор за безбеден материјал кој да потекнува од бактерија, али е сосема безбеден и ги има сите сертификати кои се безбедни за апликација, нормално доколку се аплицира и употребува на правилен начин. Така да кажам не. Да. Сега би сакала да ти покажам неколку фотографии кои што ги имам спремено за тебе, а ти да ми кажеш, односно да ми дадеш искрен одговор дали е ова добар направен материјал или пак не. Би сакала да ми оцениш од 1 до 10 колку е добро изработено
оваа уста и да ми објасниш, односно да ми опишеш што е лошо, а што добро кај неа. Тука па мислам дека би дала солидна 6. Зошто баш 6? Бидејќи направено е мислам корекција, не е доволно долниот трап убаво сработен, неправилно аплициран материјал во горниот дел, имаме тоа, да не кажам, black duck face, така да тоа е тоа. Добро, може да продолжиме со наредна фотографија? Одлично, значи многу ми се допаѓа, чиста 10. Добро. Што ќе кажеме за оваа фотографија? Супер. Одлично е направена, али по мој вкус мислам дека ова е премногу филер, но сепак тоа е сепак избор на клиентот и е убаво сработена. Нема топчења, нема никаква нерамнини, така да одлично. Добро. И наредната? Не знам, ова нешто или не е во ред, значи станува збор за неправилен материјал, или тоа што го зборевме, неквалитетен материјал или некој оток од неправилна употреба. Стварно, ова не е добра, ова не е правилна изработка. Добро. Дали може, додека сме веќе кај фотографиите, да ни покажеш некоја фотографија од твоите изработки? Во мој телефон? Лично твои изработки од твојот телефон. А сега? Да. Ево да ја покажеме со нашата публика како Наташа Сековска ги изработува. Не бев баш спремна, но добро. Ајде, извинете, вака се малку повеќе фотографии. Еве една. Ова е се што имам, мислам во моментов што ете. Ова е една. Еве пред и потоа друга фотографија. Мислам истата фотографија пред и потоа како минимално сум ја обработила тоа. Еве друга исто. Како тоа изгледа пред и потоа. Што да кажам друго? Еве подочници тука се сработени на кај девојка. Минимално. Сето тоа е направено заради освежување. Еве уште една усна, така малку свежа. Мислам дека е доволно. Морам да те пофалам, премногу ми се свиѓаат твоите изработки. И морам да кажам, дали секогаш на пример пациентите кои што доаѓаат кај тебе за ти да ги обработуваш, дали се консултираат, нели претходно се консултираат со тебе? Дали на пример ти некогаш имаш сменато мислење пред да се обработува нешто? Да, многу често разговараме, односно се консултираме со клиентите што всушност е најдобро за него. Секако дека го почитувам мислењето, што ќе ми го кажат, што сака да постигнат. Па на крајот му предлагам ја што е најдобро. Така да на крајот сепак доаѓа нешто заедничко, комбинација од двете мислења и на крајот добиваме еден соодветен направен третман. Да. Кажи ми сега во врска со трендовите. Кои се најновите трендови во естетиката? Природниот изглед. Мислам дека природниот изглед е најновиот тренд и што многу се радувам и многу сум среќна што во моментов тоа е така. Се употребуваат нови материјали, не се употребуваат премногу филери за пренагласување. Употребуваме еве да ги нагласам скин бустерите, се еден од најновите трендови кои во самиот состав имаат хиалуронска киселина, пептиди, ДНК од лосос, така да сите тие третмани овозможуваат најпрви регенерација, односно освежување на изгледот, а потоа и мало пополнување на некој начин. Дали ти има дојдено до сега кај тебе во ординација некој кој што бил претходно, еве да кажеме, имал повеќе филери, имал повеќе ботокс, да може тоа да се коригира и еве да се направи сега природен изглед, да. Да. Веќе бидејќи се менува самиот тренд, да кажам, и самите третмани се поразлични, многу често се случува, постои материјал кој се нарекува хиалуронидаза. Тоа е материјал кој го топи филерот, ние го аплицираме и после извесен временски период од
да кажам 5 до 7 дена, може повторно да се аплицира доколку има потреба да се направи нов третман и на тој начин добиваме соодветно направено уста. Дали е вистина дека кога се употребува тоа за да се стопи устата, еве на пример доколку збориме за уста, повеќе боли од самото аплицирање на филер? Па, да. некогаш да, зависно, значи која количина имаме на материјал и која количина треба да се стопи. Тоа е, мислам, клучна работа околу болката. Кога сме веќе кај материјалите, за да одлучите вие кој е добар, а кој е лош, кажи ми кои токму вие материјали ги користите? Како што кажав, многу е битно сите материјали што ги користиме, односно сите колеги кои го работат ова, да бидат регистрирани во Македонија и да се квалитетни материјали. Конкретно јас користам повеќе брендови, но ние сме интернационална фирма и имаме веледрогерија која ги регистрира, односно работи со сопствени материјали и тука и во Србија, така да според мене најбитно пред се било кој материјал може да, мислам, да се користи, но битно е да е регистриран во Министерство за здравство. Дали е вистина кога ќе започнеш еднаш со естетски корекции, да кажеме нема стоп? Постојано сакаш да надополнуваш? Тоа зависно од индивидуално. Значи од секој човек е различно, зависно како и многу често се случува тоа, и многу често ми се случува кај одредени клиенти, зависно од моменталната состојба. Како ние се чувствуваме, дали во моментот имаме во какво издание, да кажам, сме, дали сме среќни, тажни, еве често девојчиња, на пример, дали раскинале со дечкото или некои такви ситуации. Така да, според мене, значи зависно од моментот. Би сакала да те прашам, кој е најголемиот мит што го имаш слушнато за естетиката? Има повеќе, но јас би го наведела дека повеќето е секогаш подобро. Не е тоа воопшто точно, бидејќи доколку ставиме повеќе поголема количина на ботокс, тоа може да направи проблем, односно да добиеме доза на мускулот и да имаме спуштени капаци. Така да треба да се слуша секогаш специјалистот кој го работи ова, бидејќи тој знае сепак најдобро која количина е потребна за тоа место. Така да подобро не е во ред, повеќе да се стави. И истото важи и за филерот. Нормално, ако преферираме, пример, ако некоја девојче сака или било кој да стави 2 мл филер во одредено уста, тоа не е возможно. Така да, еве, повеќето, пак ќе кажам дека повеќе материјал не е подобро. Како за крај би сакала да те прашам, дали ти си ја сакаш својата работа, колку време ти беше потребно да научиш токму естетската медицина и што би им препорачала на останатите наши гледачи, односно на помладите кои што сакаат да се занимаваат токму со оваа професија? Многу си ја сакам мојата работа. Веќе мислам дека и клиентите го знаат тоа и многу често кога работиме ќе ми кажат стварно се гледа дека си ја сакате работата, така да и тоа ми е еден од комплиментите кои ме одржува да бидам и да напредувам во мојата работа. Следното прашање беше колку време го работиш ова, и колку време ти беше потребно да веќе ова е 11-та, во мај правам 12 години како се занимавам со естетска медицина, како учам константно, бидејќи ова е нови трендови се појавуваат, нови методи, нови материјали и тоа е многу битно да константно учиме заедно во текот на времето. И третото прашање беше што би му сугерирала односно препорачала на тие што сака да го работат. За оваа работа многу е битно да има љубов пред се, бидејќи естетиката работиме со лице и покрај тоа има и третмани кои се прават ни на тело, но кога работи со лице треба да знаеме дека тоа е првото нешто што доаѓа до другиот човек наспроти нас. Па тука сакам да кажам дека љубовта и емпатијата кон самите луѓе е многу битна. Очигледно дека естетиката не е само изглед, туку и одлука, одговорност и искреност. Наташа, ти благодарам уште еднаш што беше дел од оваа отворена дискусија, а ние се гледаме во наредно издание.